адаптација на децата во градинките. Периодот на адаптација во градинка не само адаптација за детето, веројатно за целото семејство и за родителот, па се консултираме со Билјана Николовска, социјален работник. Добро утро официјално. Вие сте дел од која градинка? Детска градинка Бубамара од општина Аеродром. Така, добро. Долги години сте, сакав да ве прашам во градинката. На 20 години имам стаж. 20 години. Значи, адаптации поминале, адаптација како за детето, така и за целото семејство. Така што може да влеземе во темата со каков е тој период? Каков е периодот на адаптација? Што поминува детето, што поминува родителот? Периодот на адаптација е еден од најважните периоди, како за детската градинка, така и за семејствата. Поради тоа што во тој процес од двете страни, односно двата субјекти, градинката и семејството, се адаптираат на една нова средина. Со самото запишување на детето во градинката започнува процесот на адаптација. Многу е важно овој процес колку е отворена градинката кон семејството и колку е семејството отворено кон градинката, за да може да започне оној процес на адаптација и создавање на една силна врска која во иднина треба задолжително да носи плод. Добро, колку време трае тој процес? Од кои фактори зависи? Што има се влијание на процесот на адаптација? Има многу влијанија во овој процес, како што напоменав на почетокот, важна е отвореноста на семејствата кон детската градинка и обратно. Задолжително треба да се соработува со вработените, односно да се базира на отворена комуникација. Што значи тоа? Пренесување на информации за детето, како детето се однесувало дома, дали е социјализирано и така натаму, одредени ситуации кои што треба родителот да ги пренесе кон вработените, за да може да почне тој процес и создавање на врска на доверба. Како се остварува запишувањето на дете во градинка? Прво се остварува разговор со родителот, па потоа веројатно и проценка за адаптацијата колкава би била. Веројатно и според искуството веќе знаете со што си имате работа. Многу е битно тоа да се запознае семејството пред да влезе детето во воспитна група, заради тоа што стручниот кадар кој работи во детските градинки има големо искуство, има знаење, имаат капацитети да проценат. И од тука се прави таа проценка која група е соодветна за детето, дали ќе се снајде тоа детенце во таа воспитна група. Секоја група е различна, има различна кохезија и така натаму. Со тоа што тој прв печаток е многу важен и од тука почнува тој втор дел на адаптација на семејството и на децата, меѓутоа задолжително е присуството на двајцата родители заедно со детенцето. Првиот ден во градинка многу е важно да ги запознаеме сите како семејство и потоа апелираме да адаптира оној кој што има така помалку емоција во тој период. Кои се фазите на адаптација? Што вели книгата, што вели праксата? Некако се вмрежани тие фази, да речам, меѓутоа прва и многу битна фаза е како семејството ќе ја представи градинката на своето дете. Многу е убаво пред да влезе детето во градинка да направат прошетка во средината, да им покажат родителите на децата, погледнете ова е детската градинка, тука ќе поминувате време, ќе учите, ќе се дружите и така натаму. И од тука, како наредна фаза, која што започнува и првиот контакт со градинката, е кога детето заедно со своето семејство доаѓа прв ден во детската градинка. Како тие фази една по друга заедно се вмрежуваат, зависи од детската градинка, зависи од семејството. Има дечиња кои што полесно ја прифаќаат градинката, но има деца кои што се адаптираат еден подолг временски период. Добро, кои се најчестите тешкоти кои што настануваат, со кои што вие се соочувате при процесот на адаптација? Тоа се реакции од страна на децата. Секој дете има различна реакција, некој детенце знае да покаже поголема агресија, некој дете знае да биде многу затворено во таа средина, не се изразува. Има деца кои што се лути, гневни, бесни на своите родители што ги оставиле во градинка, но сето тоа се фази и моменти кои што поминуваат.
Но пак ќе се задржам на таа најбитна наша денешна тема адаптација, од која што семејството и детската градинка мора задолжително да соработуваат едни со други за да има плод. Најчесто стравот се јавува кај децата. Тоа е, чинам дека најголемиот предизвик во периодот на адаптација. Како се манифестираат симптомите? Како знаете кој симптом какво значење има, затоа што најчесто и дечињата кои што се подоцна пуштени во градинка ги чувале баби, па сега тоа е една лутина. Да. Зошто се одвојува детето од бабата, па знае да покаже некои такви манифестации, добро ќе седам час-два да си поиграм, па ќе дојде баба да ме земе. Така. И сега тоа веројатно вас не ви оди во прилог, затоа што излегува од рамките на тоа како функционира градинката. Искрено, стравот е нормално да постои, заради тоа што детето влегува во една нова средина, се запознава со нови возрастни луѓе и многу зависи намалување на стравот од возрастните кои што се вработени во детските градинки, како ќе го прифата детето. Доколку детето е прифатено, пополека стравот се намалува и детето ја прифаќа она средина. Исто така, кога зборуваме за стравот, постои кај родителите оној страв, несигурност, како ќе помине детето, дали ќе биде прифатено, дали ќе сака да оди во градинка и така натаму, но најважната работа во сето ова е како семејството и децата ќе бидат прифатени во градинка. Заради тоа што сепак таа средина навистина е многу пријатна и топло апелирам сите да се ги пушта дечињата во градинка. И јас би се вратила во повторно во градинка од оваа перспектива. Мит или вистина? Колку е помало детето, полесно се адаптира, поголемите дечиња имаат потешкотија во адаптирање. И мит или вистина дека децата кои што ги чувале баби, дедовци, потешко се адаптираат во градинка? Искрено, додека е помало детето, полесно се адаптира, заради тоа што нема толку создадено силна врска со своето семејство. Најлесно се адаптираат децата кои што се над 10-тиот месец, 11-12 месеци, малецки бебиња, и за нив адаптацијата е многу полесна, за разлика од децата кои што се веќе над 3-та година, кои што разбираат, комуницираат со своите родители, баби и дедовци, тие малку потешко ја прифаќаат градинката, имаат побурни реакции. Сега, кога сме веќе кај поголемите дечиња, улогата на родителите во процесот на адаптација? Најважна. Најважна, велам, заради тоа што родителот, ако ја презентира детската градинка како установа во која што детето ќе се радува, ќе се дружи, ќе игра, ќе пее, детето многу поубава слика ќе има за просторот во кој што ќе го поминува своето детство. Доколку родителите ги заплашуваат своите деца, ќе одиш утре во градинка ако не си умен, тогаш имаме една друга фаза во која што детето поминува и една несигурност како ќе поминува време во градинката. Сега уште една работа која што е особено важна, вербата на родителите во тоа дека детето е згрижено онака како што треба и вербата дека воспитно-образовниот процес во предучилишната установа, односно градинката, се одвива онака како што е пропишано и како што треба. Две работи во кои што родителите не смеат да се мешаат. Довербата е многу важна. Довербата се гради долго. Треба многу време за да се стекне доверба родител-градинка. Тоа е еден долготраен процес. Но има многу фази во кои што треба родителите да поминат за да ја стекнат довербата, искрена комуникација, прифаќање на детето со сите своји позитивни, негативни страни и слично. И така таа доверба се зголемува зависност од пристапот на вработените кон детето и кон семејството. Еден долготраен процес кој што трае од самата адаптација на децата во градинка па се до испишување на детето од детската градинка. И секогаш треба да се негува и храни тој процес на доверба за да трае и да може да бидат безгрижни семејствата додека децата им се во градинка. Што ако детето подолг процес се адаптира? Што ако адаптацијата оди отежната? Процесот на адаптација и времетраењето
нема правило колку би траело. Кога ќе праша некој родител биле колку време трае процес на адаптација зависи од вас и зависи од самото дете. Но нели градинката има пропишано во својот правилник колку време е процес на адаптација и ако детето не е, да речеме, адаптирано, веќе влегува во оној дел во кој што детето веќе седи 6-8 часа во градинка. 2 недели до месец дена задолжително е земање пред спиење, заради тоа што потребна е таа обсервација на детето на средината, да почне да се чувствува сигурно, да сака да остане. Но има деца кои што се адаптираат и многу подолго, 2, 3, 4 месеци. Има и деца кои што се адаптираат и по 5 и 6 месеци. Затоа родителите не треба да се откажуваат од овој процес. Ова е најтешкиот процес, но доколку заеднички го поминат процесот на адаптација, ќе имаат многу успешна соработка со своето дете и со предучилишната установа. Сега кога сме веќе кај откажување, колку смее родителот да биде попустлив? Родителот попустлив не, него родителот треба да има став и детето да го знае тој став на родителот, да го восприема, да каже родителот утре ние одиме во градинка, заедно во 8 часот тргнуваме, не треба многу да им се објаснува на децата. Мора да одиш вака, така, со некоја друга блага форма, да детето нема премногу информации. И едноставно најважен е ставот на родителот, детето да знае дека мора да оди во градинка, да ја посетува детската установа, заради тоа што е за негово добро. Сега, како оди процесот на адаптација пластично кажано? Интересно е тоа што некогаш родителите па се и нетрпеливи. Денеска ќе оди 1 час, оваа недела ќе оди по 1 час, по 2 часа, па по тоа. Како се зголемува и како вие одлучувате дека некој дете полесно се адаптира, па можеме да ги прескокнеме тие 2 часа, 3 часа, нека остане, нека преспие? Многу е важно да им се објасни на родителите. Тие советувања со родителите пред да започне адаптацијата се многу важни. Тука им се пренесуваат информации на родителите колку трае процесот на адаптација, што треба тие да направат во тој процес и така натаму, за да може да добијат една слика како треба да се однесуваат со своето дете во тој процес, заради тоа што може да има некои последици и дома. Има дечиња кои што знаат да мократ во сонота, претходно може би се откажале од памперс, може да тагува и така натаму, затоа родителот добива советување за да може да ги препознае тие нови симптоми кај своето детенце. Добри, и веројатно после тоа оди во консултација со вас за кој симптом како. Дали овој периодов кога е лето, е одличен период кога треба да почне адаптацијата, или веројатно родителите се одлучуваат дека стартот на новата учебна година треба да оди паралелно и со стартот на градинката? Советувањата започнуваат со самото давање на документите на децата за упис и секое семејство добива посебен личен третман на тоа поле и од тука почнува тој советодавен метод, да речам. Адаптацијата започнува во септември месец и тие периоди се најплодни за адаптација. Најчесто ние во нашата градинка правиме на 2 пати ги адаптираме децата. Првата половина од септември, втората половина од септември. Имаме адаптации во октомври месец, така што зависни од потребата и на семејствата и да се направи еден баланс во градинката, да не ги адаптираме сите деца одеднаш. Тоа би било многу. Тоа би било навистина интересно. Јас секогаш велам секоја чест на воспитувачите, негователи, оние кои што работат со деца, кое е трпение тоа пред се, која е љубов, кое е внимание од една страна тоа, но од друга страна пак и огромна одговорност во која што се поставуваат темелите, не само во образовниот, туку и во воспитниот дел кај едно дете. Така е, вниманието на воспитно-негователскиот кадар кој што работи во детските градинки треба постојано да се зголемува, поради тоа што генерациите се менуваат и децата се пољубопитни, поинтересни, потемпераментни, така што еден голем поздрав до сите
вклучени во работата со деца, навистина се може да почека, ама детето не може да почека. Баш така, за едни исто така децата не може да почекаат. Благодарност до ќе се вклучиме во живо до градинката Пролет, која што е клон или под матичниот објект Кочо Рацин во општината Центар. Со Маријана Гиразова ќе разговара колешката Симона Бачваровска, да видиме како е во 7 часот и 30 минути во градинката Пролет, дали веќе дечињата доаѓаат во градинка. Симона, добро утро, официјално вниманието го префрлам кај вас, па ќе продолжиме ние со разговорот. Благодарам, Јована. Ние се наоѓаме во дворот на градинката, како што кажа и ти, која што спаѓа под објектите на Кочо Рацин. Во самиот двор веќе се чувствува таа атмосфера дека денот тука започнува, па имавме прилика и да забележиме како неколку дечиња доаѓаат, односно нивните родители ги оставаат токму тука. Имаше навистина пријатна атмосфера. Меѓутоа за адаптацијата и како тука започнува секое утро, ни открива мојата соговорничка Маријана Гиразова. Пред се благодарам што издвоивте време и што ќе поразговараме на важна тема, односно адаптацијата на децата, меѓутоа и поважно и на родителите. Так, ви благодарам и на вас што дојдовте токму во нашиот двор, или да споделиме за најважниот дел од адаптацијата на децата, и исто така и за адаптацијата на родителите. Како започнуваат утрата тука? Ние имавме можност да погледнеме неколку родители кои си ги оставаат децата и навистина беше тоа многу смирено. Претпоставувам дека има и малку поинаква слика, особено во пофреквентен период. Па како ви започнува денот? Значи имаме комбинирани, нели, случувања тука во градинка. Оние дечиња кои што се веќе навикнати, кои што си доаѓаат редовно, си доаѓаат смирено, нема плачење, со насмевка си влегуваат, си ја бараат учителката, но имаме исто така и период каде што дечињата, нели, плачат, се одвојуваат од родителите, малце за тој период, нели, нив име тоа стресно, но затоа сме ние тука во соработка со родителите, тој да го надминеме. Лесно е кога децата веќе знаат каде доаѓаат и кога веќе имаат остварен контакт и однос со вас, меѓутоа со какви предизвици се соочуваат децата кои првпат доаѓаат во градинка и ова е се за нив нешто непознато? Так. Значи, предизвиците со кои што се соочуваат дечињата се нормални и очекувани, нели? Не се страшни, иако изгледаат стресно, нели, за родителите особено. Тоа се нова средина за самите дечиња, нови лица сретнуваат тука, за нив се е тоа непознато. И така, нели, нови правила тука стекнуваат. Меѓутоа, сето тоа со тек на времето, со соработката наша со родителите, со нашиот топол однос кон дечињата, тоа се надминува. Кои алатки можеби вие ги користите за полесно да го пребродат тој период на стрес и непознато, со цел да бидат поопуштени и веќе да сакаат да доаѓаат секојдневно кај вас? Така, значи за тоа постои тој период на адаптација, каде што дечињата постепено доаѓаат во градинка, значи не доаѓаат па да ги оставиме целиот ден да седат тука, доаѓаат на почетокот по 15 минути, па зависно од тоа како детето реагира, ние проценуваме кога треба да го зголемиме времето на престој во градинка. Исто така клучно, тука се и родителите вклучени, нели, каков е нивниот став кон градинката и каков е нивниот однос при предавање на детето, нели, на своите учителки. Ако родителите се малку по стегнати и исплашени, децата тоа го осеќаат и за нив тоа е уште постресно. Да. Токму тоа е и следното прашање во однос на родителите, така, затоа што односот родител-дете воспитувач е еден од можеби клучните. Так. Кој е советот до родителите кои што можеби оваа година и овој септември за прв пат ќе го донесат своето дете во градинка? Дали треба и за нив претходна подготовка и како да го намалат стресот за да не го пренесуваат на своето? Да, значи затоа поради тој стрес и поради таа подготовка на родителите, ние како градинка организираме родителски средби на крајот на месец август. Значи тоа е оваа недела. Имаме родителска со јаслените групи и со прва мала. Значи оние што поголемиот дел од децата, нели, започнуваат во тој период во градинка. На таа родителска родителите се запознаваат со начинот на
работа во градинката и со самиот процес на адаптација. Значи, тука им се објаснува што се треба да направат родителите за детето многу полесно да ја прифати градинката, како едно сигурно и безбедно место каде што ќе расте и ќе се развива. Како што напоменав, родителите мора да бидат смирени, колку и да биде за нив тоа стресен период, кога го гледаат своето дете нели како плаче. Меѓутоа, тоа е нормално и за многу краток период, доколку сите тие нели услови се исполнат, детето за кратко време ќе се прилагоди и ќе биде супер во градинка кога ќе продолжи. Но верувам дека вашите совети се од особено значење за родителите, меѓутоа Ева, Така. што кажува вашето искуство, колку се соработливи во однос на вашите укажувања со цел полесно да се прифати процесот на адаптација кај децата? Так, родителите почитуваат тоа што ќе им се каже и настојуваме да го почитуваат, особено за времето за престој, затоа што се случувало во минатото кога детето родителот ќе каже моето дете е многу соработливо, многу сака дечиња. Јас мислам дека ќе се навикне многу брзо, краток е периодот да седи само 15 минути, половина час, да го оставиме подолго. Но тие моменти се покажуваат баш негативни, негативно влијаат врз адаптацијата на детето, затоа што тоа можеби на почетокот, затоа што тоа е нова средина, можеби детето е поопуштено и тоа за него ќе биде интересно, ќе му биде се тоа ново, сака да го нели да го истражи, меѓутоа може да има покасна реакција, каде што после недела дена да не сака да дојде во градинка. Затоа им порачуваме на сите родители да ги почитуваат советите, да се придржуваат на она што го кажуваме ние, затоа што навистина тоа е за доброто на детето. Да. Споменавте дека оние кои што веќе стекнале таа навика за да доаѓаат во градинка, зборувам за децата, веќе го немаат тој проблем при самото доаѓање. Особено внимание посветувате на новите, меѓутоа што е после годишните одмори, затоа што се наоѓаме во тој период, па еве, веројатно тука децата губат целата рутина која што ја стекнале. Дали тоа значи дека одново се поминува истиот процес? Па не баш буквално целиот процес, затоа што тие деца сепак ја имаат нели рутината, малку им се изгубил континуитетот, нели, затоа што сепак некои дечиња стануваат подоцна, но кога доаѓаат во градинка се знае дека мора да дојдат најдоцна до 8:30. Во 8:30 се дели појадокот и целите активности се течат нели по одреден редослед. Да, постои малку нели одвикнување од целиот тој процес, меѓутоа оние дечиња што оделе редовно во градинка за кратко време се стабилизираат и си продолжуваат онака како што било предходно. Маријана, верувам дека љубовта и трпението кои што го имате кон децата е нешто што ве води низ вашата професија и секојдневна работа, меѓутоа од искуство која возрастна група можеби е најголем предизвик за воспитувачите и негователите? Најголем предизвик секоја возрастна група си има свој предизвик. Значи, малите дечиња си имаат своја тежина, нели? Тука се да се стекнат навиките за самостојно да јаде, одвикнување од пелени, нели, исто во соработка со родители, поголемите групи за да научат нешто ново. Значи, секоја возрастна група си има своји предизвици и своји добри страни. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека и родителската средба ќе биде за скоро, а од септември дека ќе ви додат многу нови млади и убави дечиња кои што ќе се навикнат што поскоро на вашиот простор. Ви благодарам и на вас уште еднаш. Тоа беше разговорот со Маријана од градинката Кочорацин, односно еден од објектите. Зборувавме во однос на адаптацијата на децата, како и родителите, меѓутоа и се она што значи почеток на еден нов период, а тоа е посета на градинка. И благодарам, Симона. Благодарам за вклучувањето. Нема поубав мирис од влезот во градинка. Мислам дека се уште го памтам. Најубав е кога нешто се подготвува за јадење. Се надевам дека еден убав и успешен ден ги имаат сите градинки денеска. Сакам во еден друг дел да ве прашам нешто, Билјана. Слушавме Маријана што зборуваше. Воспитувачот, негувател, учител во градинките, како и да се нарекуваат, дечињата им се втора мајка. Уште од
предучилишна возраст, потоа преминуваат во училиште и така натаму. Велам втора мајка, затоа што тука се поставуваат основите, не само во воспитно-образовниот процес, во начин на однесување, дисциплина, работна етика која подоцна треба да ја покажат во училиште. Колку при тоа имаат поддршка тие воспитувачи, негователи, учители да си ја завршат својата работа како што треба? Јас секогаш им велам на учителките во градинките, јас искрено не ги делам воспитувачи, негователи, тоа да се жени затоа велам кои што како и да се викаат, да, сите се секој со своето образование кој колку Ето размислувал да се унапреди, меѓутоа едноставно сите се подеднакво важни. Подеднакво се важни и се грижат за децата. Јас тоа сакав да кажам, често им велам едноставно самите треба да го изградите тој авторитет, да ве почитува детето и да ве почитува целото семејство. Да, точно се гради тоа, меѓутоа треба да се учи постојано и да се отворени за соработка и да сакаат да восприемаат од другата страна како да стигнат до градење на тој авторитет, заради тоа што многу е важно една учителка детето да ја слуша, да ја почитува, да ја цени, едноставно баш така да ја гледа како една негова втора мајка. Но тоа зависи од нив. Никој не може да го изгради мојот авторитет или интегритет, ниту твојот, ниту на некој друг. Тие треба меѓусебно да учат, да се инспирираат една со друга, за да може подоцна и целото семејство да ги почитува како индивидуа која што безрезервно се грижи за нивните деца. Ги поздравувам сите учителки во детските градинки во цела Македонија што се грижат за децата, заради тоа што ова е една многу благодарна професија и навистина да, топло им апелирам да си се почитуваат себе си заради тоа што многу се вредни во овој систем. 3 чекори рековме. Успешни чекори да го заокружиме разговорот и темата во процесот на адаптација. Јас како прв и многу важен чекор би ја ставила довербата помеѓу двата субјекти, детската градинка и семејствата. Доколку не постои доверба, ништо не може понатаму да се развива. Искрена и отворена комуникација помеѓу градинката и семејствата и заедничко прифаќање едни на други, за да можеме понатаму да развиваме уште безброј нови чекори за успешна адаптација и влез во предучилишното воспитание и образование. Милјана, благодарам за разговорот денеска, посакувам убава и лесна работа. Благодарам и на вас и ви посакувам постојано да се дружиме и да зборуваме на вакви теми.